Како што изјавив пред зградата на Основниот суд Скопје 1 од протестот за правда за Никола Груевски, оттаму се упатив тука во кабинетот на председателот на Република Македонија, професор доктор Ѓорги Иванов, каде што од име на иницијативата Правда за Никола Груевски ќе доставам писмо во кое ние како иницијатива ги образложиме сите наши видувања, сите наши ставови по однос на она што се случува со политичкиот прогон кој што се спроведува во Република Македонија, и на крајот упатуваме барање во писмото до председателот Иванов да го спречи овој политички прогон во Република Македонија и да не дозволи затворите во Република Македонија да се исполнат со политички затвореници. Значи барате амнестија или аболиција? Значи бараме согласно Уставот на Република Македонија председателот Ѓорги Иванов да го спречи политичкиот прогон во Република Македонија. Само за Никола Груевски? Политичкиот прогон опфаќа се што е прогон. Многу добро во јавноста се знае што се подразбира со тоа. Во овој случај ние како иницијатива Правда за Никола Груевски бараме да се стави крај на целиот политички прогон во Република Македонија, а јавноста многу добро знае што значи тоа. Значи врстите политичари. Бараме да престане политичкиот прогон. Случувајќи 27 април? Политичкиот прогон во Република Македонија да престане. Што за вас е политички прогон? Да, само да За граѓаните да Значи, специјалното јавно обвинителство, кое е формирано со политички договор, е противуставно. Сите нивни обвиненија кои ги имаат поднесено до судот се базирани на незаконски стекнати материјали кои согласно Законот за кривична постапка не можат да представуваат доказ во судска постапка. Тоа е сето наведено. Сите овие експресни рокови кои за други случаи не се пример, како што се пример за Тенк, поради тоа ние одлучивме како иницијатива, се организиравме да дојдеме до председателот Иванов, да го информираме конкретно за овој случај, меѓутоа тој е председател на државата, ги следи сигурно работите и состојбите и сигурно знае за сите случаи кои се политички прогон во Република Македонија. Ние бараме да запре тој политички прогон. Знаете како следеше претходната аболиција од страна на председателот Ѓорги Иванов. Што очекувате од ова ваше барање? Токму тоа што следело тогаш е она за што еве оваа влада не покрена ниту една постапка. Значи тоа дивење што се случуваше во градот Скопје, уништување на институциите, уништување на државен имот, упат и палење на канцеларијата на врховен командант на државата и председател на државата, нема ниту една пресуда, ниту едно завршено дело да е пресудено. А гледаме за други дела како се води постапката со експресни рокови. Очекувањата ги оставаме на председателот Иванов да одлучи како понатака ќе постапи по нашето барање. Го спомнавте СЈО, но нередовното обвинителство, дали овие барања ви се однесуваат и конкретно за случајот 27 април, упадот во законодавниот дом? Значи, по однос на 27 април слушнавме председателот на владата, господинот Заев, упати порака за помирување. Ќе почекаме да видиме што ќе одлучи тоа тело, па ќе се изјасниме, затоа што нашата иницијатива нема да заврши денес. Ние ќе стоиме на нашите барања се додека истите не се исполнат. Значи, да почекаме тоа тело што започна да работи во собранието, што ќе одлучи, па понатака ќе се изјасниме ние и по однос на тоа дело. Во конкретниот случај, сега има една правосилна пресуда по однос на случајот на специјалното јавно обвинителство, случаите што ги води, и за таа сме дојдени да го информираме председателот Иванов, затоа што целата меѓународна и домашна јавност е сведок за каков политички прогон станува збор.